На прв пат го внесовме во политичката терминологија, а пред 3 години стана и владин приоритет. Од тогаш и датира формирањето на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот во Македонија, која што веќе еве низ соработка со сите институции, со владата во целост веќе дава резултати. Така што годинава можеме да се похвалиме дека во првите 7 месеци, за колку што постојат статистички податоци, веќе имаме зголемување на бројот на странски туристи од 24,5%, додека бројот на ноќевањата на странците е уште повеќе зголемен за 33,2%. Тоа значи дека странците сега подолго остануваат во Македонија од како што го правиле тоа досега. Интересно е да се види и составот на тие странци кои што биле во Македонија оваа година. Најголеми зголемувања има кај грчките и турските туристи, имено се работи за 111, односно 105% зголемување, или во апсолутни бројки грци дошле 25.770, а турци 21.030. Најголемо е зголемувањето на туристите, на странските туристи кај холандјаните, дури 143%, или во абсолютна бројка тоа се 11.750 холандјани. Понатаму интересно е дека и пољаците ги има во значителен број, 3.700 биле, а финците за прв пат годинава започнаа да доаѓаат во Македонија, дури 2.500 финци ја посетија земјата. Русите ги има некаде под 2.000 и соодветно и од другите држави, значителен е бројот на словенци кои што ги има некаде околу 8.000. Цело време зборуваме за првите 7 месеци од оваа година, но туристичката сезона не е пребројана во месец август, а не е завршена до крајот на оваа година. Интересно би било можеби да кажеш, Зуки, за тоа за холандјаните, што се планира и за овие други кои што најавуваат. Добро, значи во суштина најголемите туроператори од Холандија, тоа се Туи Холандија и Корендон, веќе подпишаа договори за следните 3 години со хотелиерите и едноставно очекуваат да секоја година се зголемува бројот на холандски туристи за 20%, што ќе овозможи не само голем број на хотелиери да се вклучат во оваа акција, него едноставно и изградба на нови хотели. Ви знаете, има најава за изградба на еден одличен хотел или хотел од 5 звезди на Охридското крајбрежје. Тоа очекуваме, значи, да се појават и нови инвеститори кои би граделе се повеќе хотели од висока класа. Оно што е интересно дека можам да напоменам за финските туристи, кои оваа година дојдеа со 10 чартер летови, веќе за следната година најавуваат 12-13 чартер летови, што значи и тие се задоволни од оно што го видува во Македонија, што има можност да го едноставно искусат во нашата земја. Интересно е дека за следната година се очекува отварање на повеќе пазари, како полскиот, чешкиот пазар и нормално зајакнување на оние пазари кои ни се традиционални, односно во регионот. Затоа ќе се преземат огромен број на нови промотивни активности, дури размислуваме и сме на тоа да подкрепиме големите туристички дестинации да се отворат и канцеларии во странство, да видиме поблиску до оние емитивни земји и со тоа да го зголемиме нивниот број. Се на се мислам дека она што рече председателката наистина успеавме овие години да го наметнеме туризмот да биде главен или во фокусот на државата благодарение нормално на владата, која јас можам слободно да ви кажам за неколку месеци ќе видите кои се нови проекти ќе се изреализираат. Тоа би кажал најкратко за тоа. Она што спомнате сега во врска со за шпанците. За шпанците, така. Доброто е што ние се враќаме на традиционалните пазари и еден таков позитивен пример е Холандија, меѓутоа можеме со задоволство да кажеме дека има најава од туроператори од Шпанија, што значи дека се проширува пазарот, тоест Европа ќе стане наскоро еден голем пазар за Македонија, тоест имаме едно 400 милиони луѓе како пазар жители на Европската Унија. И можеме да кажеме дека со ова темпо со кое што се движиме, туризмот ќе му предстои на туризмот светла иднина во наредниве години. Океј, сакам да кажам уште да најавам. Она што како на Зелена партија ни е секако приоритет, тоа е здравата животна средина. Се извинувам. Уште еднаш ќе кажам.
Ono što kako na zelena partija nije osobeno bitno, to je zdravata životna sredina, što znači turizam treba da se razviva, treba da se izgradati odmorališta koji što mi nemamo dovoljan broj, međutim, sve to mora strogo da se bude smetka za zaštićena životната sredina, zato što oni što događaат u Makedoniji, kad dojde pored ljubavata priroda, pored kulturното nasledstvo. Ako to ga uništime, nema da ima pričina zašto da ide to zemljata. Zato predlagаме две иницијативи. Прво, една широка акција, како владин проект, Чиста Македонија, нешто што би било во духот на Денот на дрвото, каде што сите граѓани би се вклучиле, тоа би била и акција за да си ја исчистиме земјата, меѓутоа и за да ја подигнеме јавната еколошка свест. И вакви акции треба да знаеме дека имаат превземено и држави кои што се во многу подобра ситуација од нас на овој план, како Словенија, Хрватска и Србија. Редно и ние да го направиме, бидејќи чистотата е една од работите на која што гостите се жалат кај нас. Втора иницијатива со која што тоа мислегува како Зелена партија, тоа е екотуризмот. Ние треба да научиме што е екотуризам, како се развива и каде се развива. Кои региони во Македонија се погодни за тоа и како да се вложи таму за да може да се обезбеди одржлив економски развој. Ова серија дебати ќе започнеме веќе следната недела и ќе започнеме со дебата за Преспа, Преспанскиот регион. Сметаме дека тој е идеален за екотуризам и ќе ги повикаме сите стручни лица, луѓето што живеат таму, сите заедно да поразговараме каков развој, каква визија гледаме за Преспанскиот регион. Тоа, кој нема прашање, кажа.